Здраво, дечки. Денеска одиме за Дојран со Билјана, ја чекам сега кај да ќе дојде. Денес е 15 март 2026 година, календарски се уште не е пролет, меѓутоа е многу убав сончев ден. Одиме од Скопје, преку Велес, Демир Капја, Валандово и Дојран. Се гледаме таму со интересен материјал. Дојранското езеро се наоѓа на 148 метри надморска височина, а ова позади нас е планината Беласица. Значи, Дојранското езеро е на јужната страна од планината Беласица, а од северната страна на планината Беласица се наоѓа Струмица. Највисокиот врв на планината Беласица е Радомир, кој е висок 2029 метри, а Дојранското езеро е на надморска височина од 148 метри. Голема разлика и голема стрмност на Беласица од нивото на езерото до Беласица. Интересен факт за Дојранското езеро. Позади мене, не знам дали можете да ги видите риболовци. Значи, уште една многу битна работа за Дојранското езеро, а тоа е риболовот. Езерото е богато со крап, плашица и мислам белвица, не сум баш голем стручњак за риби. И езерото е наистина полно со риби. Позади мене малку на ричето се гледа Нов Дојран. Значи, разликата помеѓу стариот и Нов Дојран, мислам во километри е, нема 2-3 километри. А Нов Дојран е изграден после Првата светска војна, бидејќи стариот Дојран, стар Дојран, односно Дојран тогаш само, во Првата светска војна бил тотално уништен. Тука покрај Дојран се одвивала така наречена битка за Дојран или битка на Дојран. И за жал тогаш денешниот стар Дојран бил тотално уништен. Инаку Дојран бил голем град, убав град, трговски град. Бики ме чека на клупа. Жива, ајде Вики, одиме во ресторан Романтик. Да. Епа. Супер, нели? Да. Ти додолу беше че? Па тука едно 200-300 метри подоле. Луѓе мои, денеска е 15 март 2026 година. Сончево, топло, 20 степени. Како лето. Додуше овде летно време знае да биде и пекол. Не пекол, ама 40-ка ќе достигне. Бабчова ме, Ана. Тој тука еден купи мала кафа, не ми е... Джабе чекавме кај овој 40 минути. Стар Дојран и Дојранско езеро. Сите го знаат како летна дестинација, што навистина е убава работа. Плажа. Ово дрвото глед како интересно. Топло време, да, сега ќе поминеме тоа многу време, дрво. Значи, плажа, вода, топла вода во Дојранското езеро, водата летно време 28-30 степени, значи супер за бањање. Меѓутоа, Дојран изобилува со интересни факти. Ево сега поминавме покрај гостилница Фуктак, пред тоа јадевме во хотел Романтик. Што е интересно за Фуктак, сега видов, не знаев до сега.
дека гостиницата постои од 1884 година. Сега што е интересниот факт за Стар Дојран? Стар Дојран пред Првата светска војна имало 18.000 жители. Меѓутоа во Првата светска војна се одвивала некоја битка кај Дојран или битка на Дојран. И во таа битка Дојран бил тотално разрушен, тотално уништен. Така да, за време на Првата светска војна и после Првата светска војна многу луѓе се одселиле од Дојран. Некои отишле многу далеко, а некои се преселиле тука, многу близко, на 2-3 километри од овде. И го формирале нов Дојран. Така да, тогашниот Дојран сега е уствари Стар Дојран, а новиот Дојран е на 2-3 километри од тука. Вики, дали уживаш во Дојран? Да, убаво е, браво ми се. Колку далеко фрли он чајкот, гледај. Саат кулата е еден од најпознатите историски споменици во градот и важна точка. Изградена е во османлискиот период, во 18 век и е на висока точка во Дојран, затоа била највидлива и им служила тогаш на трговците да гледаат колку е часот. Еве како од прилика изгледа вожња со кола низ Стар Дојран. Баш да видиме колку минути ќе ни трае. Па тука е центарот на Стар Дојран. Да. Кај се овие кафечињата, шеталиштето. Дува ветерче. Да. За тука чисто е. Како би да дојдам до мандрите? Со кајче. Еве ти. Тоа ли е белица? Како се вика, плашица, што има тука? Белица. Јас сум Драган. Саѓа да снимам нешто за начин на ловење риба порано. Добар ден. Тука. Тоа ти е то. Значи, тоа е книга од National Geographic. Од мене да. Јас. Виж, Да. значи тука, тука све пишува за Дојран. Како се лови со мандри. Со мандри, значи, гледаш, а ова е од тука снимано, така? Тука да.
Па колку имаше порано рибари во Дојран што ловеа овака? Па 72. 72. Ој да знаеш. Браво. Вика, мука е то велика кчери, али ја то муку волим. Тога све пишува како се ловеа риба. Да. Да. Трски. Се тоа пишува за манди, ова се пишува. Да. Интересна работа. На која риба? Крап, друга што има во Дојран? Све има крап, сом перка. Црвен перка, сом корморани, леле. Толку имаш, Много имаш. Децембар 2018, значи емисијата да се види, ја? Све одека тука. Како се тука замрзнало, намразало. Ова слика Европа е цела. На мразот беше замрзнато? Да. Земи себе, тука има 4 метра вода, Аха, а оген горе тука, а не стопи. да. Оген тука, оген голем плавен, а не стопи мразо. А не се стопи? Не. Па колку дебел беше мразот? Една педа. Една педа. А видиш тука маса стол. Да. Абе, не мрда оваа вода, не се движи. Да. Тука оген горе, оген не вижи, не стопи. Тука све ти пишува за... Да. А чекај сега, кажи ми, значи таму тоа напред е мандра, така? Тоа е мандра. Ова е кругот, ова. Кругот. Ова е неформисно. А ова кај што стоиме ние и ова е мандра? Ова е мандрама чувалиште. Тука Чувалиште. А тоа е напред? Тоа помалото? помалку ти па колибари баска за чувар таму. Ој брк кормораните. Ги брка кормораните од таму. Но стоп и вика бреска. И кормораните бегаат. Аха. Значи кормораните им помагаат на рибарите. Да. Добро. Ти благодарам многу. Ти да има леси? Ој. Тука да има леси, значи тука се поставуваат, да? Да, леси. 3 корморана обаче 4. Цела риба таму и кошка носи. Да. Тој. Ти благодарам многу. Ето и тоа го снимав, меѓутоа за жал не постои повеќе. Значи, еве сум јас сега тука, зборував малку со Чичко Алекса, тој прво не сакаше да се снима, ама после тоа малку снимевме и не се лутеше. И ми објасни отприлика како се фаќаше риби со помош на мандри, овие што се позади мене. Јас уште не го разбрав тоа како што треба. Интересно е, National Geographic видов имаше една книга од 2018 снимена. Тој ми ја покажа. Снимено. Езерото било замрзнато, седеле на езерото. Значи, не знам дали може оваа камера да ги долови позади што има трски. Таму се ставале леси, они ги викаат леси. Тоа се направени од трска по дебели како мрежи. Меѓутоа со два прста, значи со простор меѓу нив. И низ тој простор, значи рибата може да помине, а корморанот не може да помине. Сето тоа се случувало во период од 11 ноември до февруари. Значи во тоа време кормораните ги има и на колетно време си одат, кормораните ги нема. Значи зима кормораните доаѓаат тука. Значи 11 ноември почнува да го припремаат тоа, лесите ги ставаат мрежите таму. Начинот како го прават ловот е на тој начин со помош на корморани, значи им ги сечат крилата за да не може да летаат и за да не може да влезат во мрежата. Кормораните ги бркаат рибите, еден Чичко што стои на мандрата таму на стражаницата, на она втората помалата позади мене. Тој ги плаши кормораните и ги брка, на тој начин кормораните така нешто, сега не можам тоа точно да го кажам. На тој начин кормораните уствари ги бркаат рибите, а рибите влегуваат помеѓу трската и одат кон мрежата оваму на предниот дел. И тука рибарите ги фаќаат рибите на тој начин. Меѓутоа вика тоа многу одамна не се работи. И дека сега пречиси да нема рибари. Инаку, баш го прашав и за бројот на рибари, имало 72 рибари во Дојран кои го работеле тоа. Меѓутоа многу одамна тоа не се работи. Мака било, меѓутоа убаво било. Интересна работа. И една единствена во Европа начин на кој се фаќаат риби тука.
со помош на корморани и со помош на лески, меѓутоа сепак било природен начин затоа што Дојранското езеро е полно со риба, немало индустријски лов. На овој начин рибарите се обезбедувале колку за себе, значи малку за дома и малку за продажба. Езерото е топло, убаво, плитко, има многу флора, фауна, значи риби. И тоа било начинот на кој се живеело тука порано. Дојран има изгреј сонце, зајди сонце нема, брзо оди. Не, ама летно време било најубаво, зајди сонце позади. Така ти кажеш човека? Така изгубав. Дојран. Шубава е Беласица. Така. А со мрежи, со нешто не фаќат, само со трска? Па порано, на старо време се правило со трска, како мрежа нешто, пошто тогаш немале мрежи, конци. А сега, валјда, поново време со мрежи. Поново зборам за 20 век. Па добро, но в Дојран не е мал. Но Дојран е поголем сега, од стар Дојран. Да. Тука има 1000 и нешто жители, во стар Дојран има 400-500, 800. Значи ова е толпа. Тоа е поголем, да. Тука повише живеат. О, некој ме побара. Хало. Еве во Дојран сме сега на кај дома си одиме. БМВ 1970 Билјана Стојановска. Стигнавме во Скопје и го видовме ова убава БМВ. Да. Со моите ознаки. Што си таква? Да. И еве сме јас и Бики назад. Добро. После едно убаво патешествие денеска, тргнавме со Бајле рано. Па, Да, не беше Де? многу рано, 9, можда требаше и порано. Имавме патување од Скопје до Дојран и од Дојран до Скопје назад за еден ден, еднодневно патување. Ние патувавме со кола по автопат. Од Скопје до Дојран има околу 160-170 км од прилика. А ово си поминавме она што заборавив да го кажам и затоа сега се уклучивме кога се вративме овде, дека по патот има неколку интересни места кои можете да ги видите кога патувате натаму, можете да застанете на кафе пауза, на вино пауза, доколку возите не пите вино. Да. Па, еве ги нашите препораки. Винарија Шато Сопот. Се наоѓа на самиот автопат Скопје Велес. И е многу блиско до патот и многу брзо можете да стигнете тука. Во самата винарија има ресторан каде што можете да дегустирате вино, убави јадење, да застанете на кафе пауза и да уживате во прекрасниот поглед кон македонските виногради од Повардарскиот регион. еве сега моментално се наоѓаме на Велешко езеро. Дојдовме од винаријата Шато Сопот, она е близко тука. И што да кажам друго? Не можеме така поетски како ти. Не поета него. Па еве има тука хотели, ресторани. Да. Ја немам микрофон. Чекай да се доближам. Ајде, Добар сум. одличен си. Ајде, збори. Велешко езеро или езеро Младост. Излетиште за Велешани, меѓутоа и за Чумановци, за Скопје, за сите тука што се близко. Фантастично место. Многу убаво природа, езеро, добро за спортски риболов, добро за уживање, добро да си дојдете тука со деца, има направено разни убави работи.
Играчки. Играчки, има базенчиња, летен период, сигурно е овде исто убаво. Сега на Доле почеток. има ресторан Романтика, овде уште еден плато заборавив што бевме, како се викаше. И на самото езеро доле плажа и така натаму. Да, убаво е се на се. Значи, за да го снимеме археолошкиот локалитет Стоби, јас и Бики решивме да дојдеме некој следен пат, бидејќи овде треба полно, многу време треба за да се сними, затоа што овде стварно има многу работи што да се видат. Стоби е антички град кој својот суд го имаше во почетокот на новата ера од 1-иот до 3-иот век како римски град, меѓутоа постоел и предходно. И јас од сеќавање знам, пошто еднаш сум бил тука многу одамна, водичот ми кажуваше дека овде има антички театар кој може да прими 6000 луѓе, а во тоа време, значи самиот локалитет во градот Стоби и околината со, значи грачињата од страна селата и така натаму, живееле околу 50 до 60 000 луѓе во антиката. Овој бил еден од најголемите градови на Балканот во тоа време. Ние сега одиме, затоа ќе дојдеме следниот пат, подетално да го снимеме. Во секој случај, локалитет Стоби, фантастична работа. Добро, вреди да се дај пари, Вреди да се даде пари, вреди да се застане тука доколку имате време и доколку сте на пат кон Грција, кон Дојран, кон Скопје. Одлично место за попатно застанување. А доколку сакате да пробате станушина, вранец, темјаника, жилавка, шардоне и каберне совиньон, задолжително да свратите во Попова кула винарија. Едно преубаво место во преубава околина и многу убав ресторан. Кафенце, чоколадце, убаво јадење и убаво вино. Ова винарија е позната и по тоа што ја врати во живот старата македонска сорта станушина. Може. Уште една винарија Кралица Марија. Марија.